Браќи и сестри, ние се наоѓаме пред гробот на Пресвета Богородица, во кој што се наоѓа нејзиниот пречист и свет гроб. Знаете дека она е вознесена, но ние ќе влеземе и ќе се поклони на местото каде што привремено била Пресвета Богородица. Има 48 скали. Од десната страна, од 24-та страна скала, од десната страна се наоѓаат гробовите на свети Јоаким и Јана, а од нашата лева страна обручникот на Пресвета Богородица, свети Јосиф праведен. Ќе се помолиме, секаде можеме да се помолиме, да испееме и оттаму се спуштаме заеднички сите, заедничко на гробот на Мајката Божја. Откако излеземе на гробот на Мајката Божја, откако се допрете ранците, се осветите тоа што сте зеле, излегуваме и позади се наоѓа чудотворната икона на Мајката Божја, Пресвета Богородица Ерусалимска. Да, еве ја сесата ја носи, си земеме свекички, ќе се запалиме и кој сака нешто од гробот на Мајката Божја може да си земе. Така да славамо на Бога. Дојдовме рано за да можеме овде да завршиме. Овде ако завршиме, се сме Ние се наоѓаме пред гробот на свети Јоаким и Јана, а овде е на свети Јосиф, обручникот на Пресвета Богородица. Нема, обручникот, старателот на Пресвета Богородица. Знаете колку бил години свети Јосиф, а Пресвета Богородица колку години бил. Возлюбени браќи и сестри, и сите вие кои што ќе ги пратите овие видеокадри, најнапред ги благодариме на Пресвета Богородица што ни благослови да бидеме присутни во незиниот вечен дом и да ги доживееме сите благослови и благодати од ова поклонение. Значи се наоѓаме во храмот на Успение на Пресвета Богородица, кој е изграден над незиниот гроб и гробното место на незините родители, светите Јоаким и Јана, како и гробот на светиот праведен Јосиф. Црквата се наоѓа во близина на Ерусалим, на Кедронската долина, близу до црквата на сите нации. Ова мала осомаголна капела била изградена во 5 век, но подоцна била разрушена од страна на персиците да во 614 година, но повторно била изградена во 12 век. Поклоничката група е доста голема и дека сите 50 поклоници поминат покрај моштите на светите Јоаким и Јана и на праведниот Јосиф, јас би го искористила времето и просторот да се поучиме сите заедно со она што црквата не учи. Црквата не учи дека Марија, мајката на Исус, завршувајќи во текот на земниот живот на најсвет начин, била превземена со тело и душа во небесна слава. Господ на Синај проповедал за петата заповед, а таа е: почитувај го таткото свој и мајката своја. Тој со својот пример покажал како треба да се почитува својата родителка. Евангелието не учи дека кога висел на крстот во Маки, се сетил на неговата мајка и покажувајќи на апостолот Јован рекол: жено, ете ти син. Потоа му рекол на Јован: ете ти мајка. И така ја згрижи својата мајка и издигна. Јован имаше дом на Сион во Ерусалим, во кој што се наседли и Богородица, и остана да живее во него до крајот на незините денови на земјата. Со своите молитви, со благите совети, кротоста и трпеливоста, таа многу им помагаше на апостолите на незиниот син. Цело време до смртта главно го помина во Ерусалим, обиколувајќи ги често оние места што ја потсетуваа на големите настани и големите дела на незиниот син.
Особено често одеше на Голгота, во Витлем и на Елеонската гора. Од незините подолги патување се споменува незината посета на Свети Игнатий Богоносец во Антиохија, потоа посетата на светиот 4-дневен Лазар, епископ Кипарски, посетата на Света Гора, која самата ја благослови, и бавење во Ефес со Свети Јован за време на големото гонење на христијаните во Ерусалим. На старост, често му се молеше на Бога на Елеонската гора, на местото на неговото вознесение, што порано да ја земе од овој свет. Еднаш и се јави Архангел Гавли и објави дека по 3 дена ќе биде упокоена. Тогаш и даде една палмова гранка за да ја носи при незиниот погреб. Таа се врати дома со голема радост и посака во срцето уште еднаш да ги види сите Христови апостоли. Господ ја исполни оваа желба и сите апостоли носени на облаци од ангелите одеднаш се собраа во домот на Јован на Сион. Со голема радост таа ги виде светите апостоли, ги охрабри, ги посоветува и ги утеши и по ова мирно се го предаде својот дух на Бога без никаква мака и телесна болест. Апостолите го земаа одарот со незиното тело, од кое што излегуваше благоухание, и во придружба на мноштво христијани го пренесоа во Гециманската градина, во гробницата на незините родители, светите Јоаким и Јана. По Божја промисла, поворката од злобните евреи ја засолнуваше облак. Но некој свештеник Антони го дофатил со рацете ударот со намера да го преврти, но во тој миг ангел Божи му ги отсече овете раце. Тогаш тој повика кон апостолите за помош, а откако објави дека поверува во Господа Исуса Христа, беше исцелен. За момент ќе го прекинам преданието, бидејќи веќе се наоѓаме самиот гроб на Пресвета Богородица и би сакала да послушате молитвата што братот Василие ќе ја прочита. И кон Тебе душевните и телесните очи своји ги подигнуваме. Кон Тебе раците своји разслабнати ги подаваме и од длабоцината на срцата Ти повикуваме. Погледи, Мајко Божја, на берата наша и смиреноста на нашите душа, закриене со семокното на фор Твој, нас, сите што не замоли, се помолиме за нив, и сите наши болни ближни, сите браќи и сестри во Христа и за сите православни христијани. Да се избавиме од сите беди и неволи кои доаѓа и во часот на нашиот крај, во се благодат дојди кај нас и од подготвените мачења, поради нашите гревови избавиме, за да овде да се преобразиме, да се препородиме и да воскреснеме, поклонувајќи се на светиот Твој гроб и секогаш да Те воскресуваме. Алелуја! Алелуја!
Би го искористила моментот додека се воспеваат благодарствени песни, стоејќи пред излезот на гробот на Пресвета Богородица и можноста да влезам натре со камера, да дораскажам за преданието на Евангелието за апостол Тома, кој по Божја промисла изостанал на погребот, така што да може да се открие една нова и преславна тајна за Пресвета Богородица. Третиот ден пристигнал и тој и посакал да го целива телото на Пресветата Владичица, но кога апостолите го отвориле гробот, ја најдоа само плаштаницата, а телото не беше внатре. Таа вечерта им се јави на апостолите, обкружена со ангелите, со мноштво ангели, им рекла: радувајте се, ќе бидам со вас навек. Почитувани пријатели, посакувам да и вие во овие моменти бидете со сите нас на самото место, на гробот на Пресвета Богородица, каде било положено незиното тело, и на чудесен начин, после 3 дена кога отворен гробот за да го целива телото по желба апостол Тома, сите се осведочиле дека телото го нема. Како што вели преданието, само плаштеницата била тука. Еве сме тука. Го допираме местото каде што минатото и сегашното се споени во една посебна емотивна состојба на душата, бидејќи сме сведоци дека тука се случило тоа чудо. Имате можност и нашите сестрички да ги видите со која љубов, со која возбуда, со која молитвен трепет на срцето се поклонуваат, се молат, плачат и просат од Богородица молитви за спасение. Нека и вашите молитви во овој момент пред Светата Владичица Богородица, на сите вас кои ќе го гледате ова видео, ги услиша и вашите молитви. Илјадници писма, илјадници солзи, илјадници зборови се тука принесени, а таа, нашата мајка, неуморно сите ги прима, сите ги благословува и сите молитви ги услишува. Слава ти, Мајко Божја! Не можам да ви опишам атмосферата која што владее во овие моменти. Чувството е наднаравно, како да не сме на оваа земја, како да не газиме на ова тло, него на небесното. Еве, погледот кон гробницата, илјадата писма, кои што тука се принесуваат со имиња и со молитви за здравје и спасение на сите наши блиски. На моја голема радост се приближуваме кон прекрасната икона на Пресвета Богородица Ерусалимска, која зрачи со својата убавина, со благодат и со своето благоухание, кого никого не го остава рамнодушен. Би ја раскажала историјата која е врзана за создавањето на оваа икона. Според светото предание, чудотворната икона на Богородица Ерусалимска била чудесно насликана во минатиот век во 1870 година, а историјата е следна. Имало еднаш една монахиња иконописец по име Татјана во рускиот манастир на Светата мироносица Марија Магдалена. Таа додека спиела го имала следното видение.
видела непозната монахиња која посетува во незината келија и вели: сестра Татјана, дојдов да ме нацрташ. Татјана одговорила: благослови сестро, но јас сум иконописец, а не уметник. Незината посетителка на тоа рекла: тогаш нацртај икона од мене. Вознемирена од дрскоста на оваа непозната личност, одговорила: немам даска на која да те нацртам. Посетителката тогаш и дала даска за иконопис и рекла: цртај. Цртајќи ја монахињата Татјана го видела незиниот обичај да станува златна, незиното лице светло и сјајно, ја слушала како вели: о, блажена Татјано, по апостолот Лука, евангелистот, ти ке нацрташ повторно икона од мене. Татјана била изненадена дека таа цртала икона на Богородица. Била престрашена и се разбудила. Веднаш побрзала кај незината игуманија и раскажала за својата визија. Игуманијата била недоверлива и рекла да оди да спие, а утредента да нацрта икона од Богородица. Кога Татјана тргнала кон својата келија, видела дека оттаму доаѓа светлина и почувствувала благоухание. Повторно се вратила кај својата игуманија и го кажала. И заедно се враќаат назад, влегле во келијата, каде виделе да чудувачко чудо. Иконата од видението било реално, пред нив стоела иконата на Пресвета Богородица. После овие настани Богородица повторно и се јавува на Татјана и рекла: однеси ме во мојот дом во Гециманија. И тоа Татјана го направила. Од тогаш светата неракотворена икона на Богородица Ерусалимска може да се види овде на гробот на Богородица во Гециманија, каде што продолжува да чудотвори. Тука некаде е крајот на ова видеозапис. Нека Господ и Пресвета Богородица не благословат и ги услишат сите наши молитви за сите и за се. Благодариме, Мајко Божја, што не удостои да дојдеме ти се поклониме на Твојот гроб. Знаеме дека си Ти наша брза помошничка и трајна помошничка. Секогаш пријагаш кога сме во неволја, во мака, кога страдаме, патиме, боледуваме, па и кога се радуваме, и Ти пак си тука со нас. Благослови оваа група, која што сепак оди еден добар подвижнички пат, тежок, ама слават. А сега, кога стоиме пред Твојот гроб, ги просиме повторно Твоите молитви за здраве и спасение на сите овде чеда што се дојдени и нивните чеда кои се дома, за цела наша држава Македонија, за сите кои се помолија, да се молиме за нив, за болните, за мир во светот, за мир и соживот меѓу нас, за мир и соживот и во црквата и во владата Македонија, да живее во убави и доживее убави време. Слава Ти и пала Ти, Мајко Божја.